Zdravo! Ja sam Žaklina, trener za ličen rast i razvoj, a вие сте на каналот Ти можеш. Во денешното видео ќе зборуваме за промената, односно за сите заблуди, предизвици и отпори кои може да ни се јават тогаш кога размислуваме дали да направиме некоја промена. Промена на одреден сегмент од нашиот живот или некоја поголема промена која ќе опфати повеќе делови, меѓутоа знаеме дека ако промениме само една работа, таа промена ќе влијае и на другите работи, така што ако промениме еден сегмент од животот и генерално ќе почне да ни се менува. Промената е константна работа во животот, таа е нешто што се случува секојдневно. Меѓутоа, изборот е во тоа дали ние ќе учествуваме во таа промена или ќе бидеме само неми наблюдувачи од страна. Кога се работи за нашиот живот, секогаш е подобро да учествуваме и да ги определиме насоките по кои сакаме да се движиме, за да го подобриме квалитетот на нашето живење, за да се чувствуваме позадоволни, поуспешни, посреќни. Меѓутоа, не е лесно, мора да признаеме, нити едноставно човек да се одлучи на промена, да излезе од својата зона на комфорот, така што најчесто кога ни е добро или кога мислиме и чувствуваме дека ни е добро, потешко се одлучуваме на промена, отколку кога ни се случуваат некои работи кои не ни се допаѓаат, кога се наоѓаме во услови во кои не сакаме да бидеме или кога ни се влошува состојбата, независно дали се работи за нашето психичко, физичко, емоционално здравје или состојбата на работа, состојбата во семејството, во животот општо. Тоа е еден од нашите отпори, кога си велиме добро е, па може и вака, затоа што некогаш не знаеме како да направиме промената, а некогаш сметаме дека не сме доволно подготвени, дека имаме некои работи кои треба да ги завршиме, дека треба да се создадат некои услови, дека може би доцна рано, немаме време, немаме пари, не знаеме и така натаму. Меѓутоа, додека ние така размислуваме и се премислуваме, останува фактот дека губиме драгоцено време и дека додека чекаме да се создадат вистинските услови, состојбата може да се влоши. Но во ред е тоа и човечки е и најчесто луѓето преземаат чекори да направат промени тогаш кога ќе се најдат во некоја потешка ситуација и тогаш кога ќе се соочат со разни проблеми и предизвици. И јас ја започнав својата промена тогаш кога не бев задоволна од се она што ми се случуваше, тогаш кога се оддалечив многу од себе си и тогаш кога не се чувствував баш најдобро и не бев задоволна од квалитетот на својот живот. Друга заблуда која може да ни се појави, тоа е дека не сме подготвени и дека ќе направиме промена тогаш кога ќе знаеме се и кога ќе бидеме навистина подготвени. За жал, никогаш нема да бидеме доволно подготвени, затоа што се е подложно на промена, затоа што условите постојано се менуваат, затоа што секој ден носи нови предизвици. Интересно е што кога ќе направиме ние еден чекор и кога ќе почнеме да ги правиме промените, некако условите сами по себе стануваат подобри, некако се појавуваат вистинските луѓе и стекнуваме нови знања кои понатаму можеме да ги примениме и да направиме токму она што сакаме. Следна заблуда или отпор кој ни се јавува, тоа е дека треба некој да ни помогне да се промениме, односно дека разни учители, тренери, терапевти, семејството, видеата, книгите и така натаму ќе ни помогнат да се промениме. Да, тие се тука за да ни помогнат и тоа е помош и поддршка која секогаш е добре дојдена кога не можеме да направиме нешто сами. Меѓутоа, очекувањето дека некој друг за нас ќе ја заврши работата и некој друг за нас ќе го изодеси од тој процес, на крајот може да не доведе само до разочарување. Ниеден терапевт, ниеден тренер, учител, никој од нашата околина, од најблиските, не може да го направи она што е наша работа.
Промената мораме да ја направиме ние и процесот да го изодиме најчесто и сами. Друга промена која што ни се јавува, односно друг предизвик кој ни се јавува е и тоа дека ние, кога ќе почнеме да работиме на себе и да правиме некои промени, се чувствуваме многу силни и почнуваме да ги променуваме и другите. Меѓутоа, факт е дека тоа не е наша работа и дека ние не можеме да ги промениме. Можеби тие не се ни доволно подготвени. И на крајот само ќе потрошиме многу време и нема ништо да направиме. Можеби ќе останеме разочарани, но останува тоа дека не можеме да ги промениме другите, не можеме секогаш да влијаеме на условите во кои се наоѓаме. Меѓутоа, менувајќи се себе си, ќе извршиме одредено влијание. На крајот на краиштата, ако не се случи тоа, секогаш можеме да заминеме, да ги промениме условите или да ги прекинеме односите кои што веќе не исполнуваат. Како и да е, на крајот сепак останува заклучокот дека промената е наша одлука, промената е процес низ кој ние треба да одиме, промената е процес кој што ќе трае долго, нема да заврши преку ноќ и промената е нешто кое што ние можеме да си го дадеме себе си како подарок и да си го подобриме квалитетот на нашето живење. Колку повеќе одложуваме, толку повеќе драгоцено време губиме. За крајот и еден начин, еден метод, една техника, вежба, како сакате наречете ја. Како да знаеме дека ни е потребна промена или во кои сегменти од животот ни е потребна таа промена? Можеме, например, да земеме еден лист хартија и на тој лист во колони да ги напишеме сегментите од нашиот живот. Нашето здравје, односно психофизичката состојба и кондиција, работата, кариерата, финансиите, односите со другите луѓе и да се обидеме да ставиме некаква оценка. Не треба многу да се размислува, повеќе треба да се слуша внатрешниот глас и според тој внатрешен глас, тоа чувство, да се оцениме себе си. На оние сегменти каде што имаме најниска оценка, на тие прво треба да почнеме да работиме. Или, ако ни е тешко да ставиме оценка, тогаш можеме описно, односно да ги поделиме на добри и лоши страни, позитивни и негативни, како сакате, и да ги напишеме позитивните и негативните страни. Ако превладуваат негативните, дефинитивно ни е потребна промена во најбрзо време. Како и да е, откако ќе ја направиме таа табела, да ја погледнеме колку што може пообјективно и поискрено, да се соочиме со себе си, со состојбата во која моментот ја живееме и да донесеме одлука да направиме промена. Толку за денес, се надевам дека ова видео ќе ви послужи. Ви благодарам за поддршката на претходното видео, за тоа што кликнавте лайк, шер, за тоа што ме следите. Поставувајте прашања, оставајте коментари и до следното видео немојте да заборавите дека можете се што ќе посакате. Имајте убав ден, се гледаме наскоро.